Вчера во Штип се одржа показна противпожарна вежба со учество на 7 доброволни и 5 државни противпожарни друштва. Целта беше да се подигне свеста кај граѓаните за значењето и улогата на доброволните противпожарни друштва. Како што истакна Димитар Ташков, вежбата симулираше отворен, односно шумски пожар, кој најпрво бил забележен и пријавен на бројот 112. Потоа следуваше координирана интервенција на доброволните противпожарни друштва Штип заедно со територијалната противпожарна единица за ставање на пожарот под контрола. Организаторите најавија дека и во иднина ќе продолжат со вакви активности за подобро подготвеност и поголема вклученост на населението. За цел имаме денес да направиме покажна вежба во отворен пожар со 7 доброволни противпожарни друштва и 2 државни пожарни друштва. Се надеваме дека ова ќе даде свест кај луѓето повише да се вклучат во доброволните пожарни друштва, така што во Европа доброволните друштва се многу позастапени него кај нас. Во Штип прв пат организираме ваква показна вежба, се надеваме и некиме да застанеме овде, така да ќе продолжиме понатаму со поголем интензитет за покажување на помогнеме свеста на луѓето да се вклучат во тоа. Па денесната вежба ќе биде отворен пожар, шумски пожар, како при возење на офроуд друштво некое, го забележува пожарот во планина, го пријавува пожарот до централата на 112 и така се формира прво доваѓа на терен, доваѓа ТПП Штип, па така после тоа со наша помош, со помош на околните доброволни друштва, излаваме и ние на терен да помогнеме на територијалната противпожарна единица за да го побрзо да го ставиме огнот во контрола. Александар Ангелиски посочи дека ваквите вежби се важни за подобра координација и заедничко делување при поголеми пожари и други итни ситуации. Нагласи дека доброволните противпожарни друштва функционираат со поддршка од општината, но во голема мера зависат и од донации. Тука ги ангажираме и ги координираме сите сили заедно и целта на вежбата да покажеме таа координација и заедничко учествување на поголеми настани на пожари на отворен простор во шумски пожар. Доброволните противпожарни друштва функционираат на принципот од она што ќе му поможе општината и пред се од донации. Донациите додат на принцип кој како ќе се најди партнери кои што ќе му донираат. Настанот го привлече вниманието кај граѓаните, кои имаа можност поблиску да се запознаат со начинот на справување во вакви ситуации.